со символично предавање на клучот и власта на карневалџиите. На 13 март ќе започнат карневалските празнувања во Струмица, кои ќе траат цела недела. Потоа, традиционално ќе биде отворена изложба на карневалски маски, овој пат од Средното општинско училиште Јане Сандански. А во рамки на карневалската програма ќе биде одржан и редовниот концерт под маски на музичкото училиште Боро Џони. Повеќе години наназад програмата за струмичкиот карневал е во рамките на традицијата и новите содржини кои во текот новие 30 години беа додадени, како што рековте, почнува на 13 март со символичното предавање на клучот од градот и власта, нели, на карневалистите, кои што ќе управуваат со градот во наредните 7 дена. Значи, тој ден, покрај веќе споменатото предавање на клучот, ќе биде отворена и изложба на гимназијата Јане Сандански, на која тие ќе ги представат своите маски. Од минатата година почнавме една традиција, најуспешните маски во изминатите 30 години да имаат можност да се прикажат, значи да се презентираат преку посебна изложба. Наредниот ден, во четврток, покрај објавување на резултатите од конкурсот за најдобри литературни остварувања на тема карневал на библиотеката Благо Јанков Мучето. Вечерта е познатиот концерт под маски, а годината, бидејќи одбележуваме јубилеј 30 години од приемот во ФЕК, ќе биде отворена изложба 30 години во ФЕК во галеријата овде покрај нас. Годинава ќе има представници на карневалски групи од повеќе држави како Финска, Шведска, Германија и од други држави кои традиционално учествуваат секоја година. Цицимов вели дека веќе и хотелските капацитети се исполнети, а тоа значи дека интересот и за оваа година за струмичкиот карневал е голем. Ќе имаме вкупен број околу 500 гости. Значи, покрај карневалски групи ќе имаме и официјални представници на организатори на карневал, кои не може со групи да дојдат, но се заинтересирани да дојдат. Значи, еве да почнем од северот, годинава ќе имаме представници карневалски групи од Финска, Шведска, зборувам за представници, Германија, каде што ќе имаме и карневалска група со огнено шоу и лед перформанси, која ќе настапи на маскенбалот, пред почетокот на карневалот и на детскиот карневал ќе изведат, значи, огнено шоу. Имаме групи од традиционалните наши учесници од поранешна Југославија, од Бугарија, од Грција, така да еден импозантен, мислим, број од 500, значи веќе ги споменав 17 групи. Па нормално, јас колку што знам, еве вчера бевме да договориме за маскенбалот, хотелот Сириот е веќе полн, јас барав дополнителни места, бидејќи ми се јавија повеќе вип гости. Меѓутоа, собите се издадени за тој термин, значи тоа покажува дека интерес веќе има и хотелските капацитети се распродаваат. На 15 март ќе се одржи традиционалниот маскенбал на кој се избираат принци и принцеза на карневалот, кои заедно со кралската свита ќе ја предводат интернационалната карневалска поворка на главната карневалска вечер на 16 март во 18 часот и 30 минути. Детскиот карневал се одржува традиционално на празникот Прочка во недела на 17 март. А на чист понеделник, карневалските празнувања продолжуваат со варење и консумирање на традиционалниот белграф, а ќе бидат објавени резултатите за најуспешните маски од интернационалната карневалска вечер. Во Центарот за култура Антон Панов во Струмица ќе биде отворена и традиционалната изложба на карикатури и афоризми и ќе бидат доделени наградите на најуспешните. Предпоследниот ден е резервиран за карневалско корзо и доделување на наградите од интернационалната карневалска вечер. Карневалот завршува на 20 март со организирање тримерски ручек и настап на распијани струмичани, како и враќање на клучот од градот на градоначалникот од страна на карневалистите. Инаку, датумот на одржување на струмичкиот карневал секоја година е различен, бидејќи се поврзува со почетокот на големиот великденски пост, кој почнува секоја година на верскиот празник Прочка и трае 40 денови.